Еразмус им ги отвара вратите на Европа на штипските студенти. Можноста да се проследи дел од образовниот процес во некои од европските универзитети е ретка привилегија и одлично искуство. Значи јас бев во Полска, во Краков, во универзитетот АГХ, тоа е значи факултетот за информатика. И најдоброто искуство ми беше тоа што запознав премногу луѓе, значи од секаде во светот, значи вклучувајќи претежно европските земји, но имаше исто така и од Америка. И моето искуство со оваа програма е многу пријатно. Од многу аспекти, како на пример наставата се одвива на еден поинаков начин, таа е практична, имаме добро искуство со професорите, со комуникацијата со колегите, со работката и сме многу задоволни од нашиот престој и од стекнатото знаење. Од 2014 година до сега оваа можност ја искористиле 50 на студенти од Штипскиот универзитет. Па до сега најголем интерес има од факултетот за информатика и факултетот за медицински науки, каде што околу 20 студенти, значи од двата факултета имат заминато од вкупно 50 можни мобилности, но еве оваа година испративме и студенти од правен факултет, од факултетот за туризам. Освен да студираат, на студентите преку Erasmus Plus програмата сега им се нуди и друга можност. Веќе Националната агенција обезбеди и така наречени плейсменти или стажирања за студентите. Тоа значи дека сите студенти после втората година покрај мобилност за студирање ќе можат да излезат и на мобилност за работа, односно за стажирање во странски компании. Ние веќе воспоставуваме врски со странските компании кои што имаат потреба од стажови, истите им ги предаваме информации на универзитет на Канцеларијата за меѓународна соработка на универзитетите. Во меѓувреме, освен што одат, се поголем број студенти од странство преку Еразмус доаѓаат во Македонија. Во моментов нивниот број е 20, од кои 4 се на Универзитетот Гоце Делчев.